Деновиве очите на македонската спортска јавност беа свртени кон Мадрид, каде нашите карате репрезентативци тргнаа по медали, но и по пласман погоре на ВКФ листата. Европскиот шампион Емил Павлов несреќно загуби од белгиецот Мишел Дасул во првото коло со 1:0 и со тоа беше елиминиран. Дасул веќе во второто коло беше елиминиран, така што и тој не доби шанса за повисок пласман. Јована Георгиева пак беше посилна од Карла Буркит од Англија во првото коло со 2:0, но во второто загуби од представничката на Индонезија Истри Агунг со 0:1. Освен штипјани, несреќно завршија и борбите на останатите наши репрезентативци. Сара Радичевска беше поразена од Шенон Ниши од САД со 0:1, а Давид Петков загуби од Икболјон Казаков од Узбекистан со 1:2. До второто коло успеа да стигне Наташа Стефановска, која во првото славеше над Рене Марија Вонка Алварес од Гватемала со 5:0, но во второто загуби од Джијана Лотфи од Египет со 0:4. Единствениот наш каратист кој стигна до третото коло беше Азис Исмаил, кој во првото славеше над естонецот Павел Аратамонов со 3:1. Во второто беше посилен од американецот Томас Скот со 2:0, но во третото загуби од русинот Беслан Мизов со 1:4. Сепак место за разочарување нема. Оваа генерација карате репрезентативци стигнаа многу далеку. Почнувајќи од единствениот медал од светските првенства за Македонија, бронзата на Жарко Арсовски во 2010-та, па се до големите успеси на Јована Георгиева, Емил Павлов и Берат Јакупи, Македонија има што да покаже пред светот. Шанси за Олимпијада се уште нема, иако медалите од светското не се реализираа. Едноставно понекогаш со новите и реалноста не се движат во исти правец. Но она што нам, како спортска публика ни преостанува, е и понатаму да останеме зад нашите карате имиња, пред кои нееднаш се има поклонето Европа и светот.